денеска се прославува еден од најголемите христијански празници Успение или Воскресение на Пресвета Богородица, меѓу народот познат како Голема Богородица. Традиционално, како и секоја година, верниците го прославуваат празникот Голема Богородица. МТМ телевизија на сите православни верници им го честита денешниот празник. Останете со нас, следуваат урбаните вести. Градот апелира општина Центар да го укине зонското паркирање во градски парк. Книжарниците преполни со училишни ранци и прибор пред почетокот на новата учебна година. 60.000 цвеќиња засадени на површините во Карпош. Од почетокот на 2017 година на улицата околу арената Филип II започна да се применува зонско паркирање, на што најмногу негодуваат граѓаните кои се редовни посетители на паркот. Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, упати апел до паркинзи на општина Центар да го укинат зонското паркирање, на што од предпријатието вела дека не е исклучена можноста доколку се согласат советниците на општина Центар. Хаосот во градот со паркираните возила и неможноста да се најде слободно паркинг место е се поактуелна тема и покрај зградбата на голем број катни гаражи и паркиралишта. Се паркира и на тротоар, па дури и на коловозна лента. Но сега, за разлика од порано, сето тоа е во рамки на дозволеното, како резултат на зонското паркирање. Граѓаните незадоволни велат за она што порано пајак службата и сообраќајната полиција строго и безмилосно казнуваа, посочувајќи дека со тоа се нарушува безбедноста на пешаците и се создава хаос во сообраќајот. Сега е дозволено, но само под услов да се плати. Оттаму се доаѓа до впечаток дека првичната идеја на зонското паркирање да се реши проблемот со недостиг на паркинг простор единствено доведе до поголем профит на јавното предпријатие Градски паркинг и паркинзи на општина Центар. А граѓаните, како и многу пати претходно, се останаа со куси ракави. Една од улиците на кои се воведе зонско паркирање е околу арената Филип II во Градски парк, одлука која ги налоти скопјани, но и посетителите. Со воведувањето на зонско паркирање на оваа улица, дополнително се отежнува семејниот буџет и наместо често да се користи градскиот парк како локација за прошетки, граѓаните прво калкулираат со пресметките, а потоа се одлучуваат дали викендите ќе ги поминат во градскиот парк. Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, под чија што надлежност беше оваа улица до неодамна, упати јавен апел до општина Центар и паркиралиштата на општина Центар да размислат за укинување на зонското паркирање на улицата. Јас апелирав да таму не се наплаќа паркирање. Ако се наплаќа таму паркирање, многу луѓето помалку ќе одат во паркот да се рекреираат, да доаѓаат со дечиња, возрастни и слично. Општина Центар, гледајќи на секој може начин да земе пари, за секое местенце, па и тоа што е во градскиот парк, значи и тоа почна да го наплаќа. Ние во викендите не наплаќаме кај што се градските бараки, заради тоа што луѓето доаѓаат тука со дечиња, со фамилија и слично во градскиот парк. И затоа апелирам да тој дел не наплаќаат. По упатениот јавен апел се огласи и директорот на општина Центар Саша Богдановиќ, кој истакна дека предпријатието не ја исклучува можноста за бесплатно паркирање во градски парк, но само доколку за тоа се согласат советниците од општина Центар. Јас слушнав иницијативата на градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, каде што апелира да се направи бесплатен паркинг во парк, односно каде што стопанисува јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Ние поддржуваме иницијативи каде што може да се направат повластувања, така и функционираме во изминативе 4 години и поддржуваме вакви идеи со тоа што луѓето кои што најчесто го користат паркот во летниот период би можеле да ги користат паркинг услугите бесплатно или со некои поволности. Предлагам градоначалникот да поднесе иницијатива до нас, ние да проследиме на советот, бидејќи сепак собственик, односно основач на јавното предпријатие е Советот на општина Центар и советот е тој кој што треба да одлучи дали нешто ќе ослободиме или не. Тие не имаат донесено сега ценовник по кој што функционираме, ние ќе проследиме таа, ќе разговараме за таа иницијатива и не е ништо проблем за да го направиме бесплатен да биде паркингот во летниот период. Уште само една недела останува до почетокот на новата учебна година.
Со оглед на тоа што преминот од опуштен летен распуст кон нова учебна година не е лесен ниту за децата, ниту за родителите, со мала подготовка и планирање може да се олесни новиот почеток. Книжарниците се преполни со ранци, со разни дезени и училишен прибор, а продавачите велат дека во моментов поголема е побарувачката за ранци отколку за училишен прибор, затоа што родителите чекаат наставниците да им кажат, особено за првачињата, што ќе им биде потребно од училишен прибор за потоа да го набават. Изминуваат последните денови од летниот распуст, а новата учебна година е на повидок. Преминот од забавно и релаксирано лето кон домашни задачи, обврски и рутини не е никогаш лесен, како за децата, така и за родителите. Мал е бројот на оние деца кои со задоволство би ја започнале новата учебна година, а многу поголем број на оние кои новиот почеток им носи неспокој, страв и слаба мотивација. Овие негативни чувства се многу нормални и истите лесно може да бидат пребродени со мала помош од родителите. Затоа, со мала подготовка и планирање пред почетокот на учебната година, им ке ги поминете во спокој последните денови од распуст, им првите недели од учебната година ќе бидат полесни и за вас и за вашите деца. Ставот на родителите има силно влијание на тоа како децата го доживуваат почетокот на школската година. Децата ги впиваат чувствата на нивните родители и многу често реагираат на истите. Треба да се има верба дека детето ќе успее да се избори со промената колку одбивно и да реагира на неа. Затоа е многу важно на вашето дете да му обезбедите продуктивен простор каде ќе може да ги завршува своите училишни обврски. Набавете соодветна технологија, направете зона за учење во вашиот дом. Имајте залиха на училишни материјали и секако започнете новата учебна година со нов училишен ранец, кој се користи секојдневно и најчесто е преполн со учебници и тетрадки. Во сите книжарници може да се забележат разновидни ранци со разни дизајни, а продавачите велат дека побарувачката на ранци и прибор за училиште е започната уште со почетокот на месец август. Цените на ранците оваа година се движат од 600 денари па нагоре, а поквалитетни ранци може да се најдат по цена од 1500 денари па нагоре. И приборот кој е потребен за на училиште е со стандардни цени како и секоја година. Но родителите, особено на првачињата, чекаат да започне новата учебна година, па според тоа што ќе посочи наставникот како потребен прибор за работа на децата, тоа и да го набават. Откако ќе почне учебната година, родителите треба да бидат вклучени во секојдневието на детето. По враќањето дома од училиште, одвојте малку време и разговарајте со вашето дете за тоа како го поминало денот. Секој постигнат успех, без разлика дали е мал или голем, одбележете го. Тоа ќе му даде мотив плюс да се впушта во нови предизвици. По својата премиера во Скопје, филмот 48 на Владимир Митревски ќе биде прикажан на неколку фестивали во светот, а потоа повторно ќе биде прикажан пред домашната публика, односно на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки во Битола. Краткиот игран филм 48 на режисерот Владимир Митревски во продукција на Dream Factory, кој летово имаше својата премиера пред скопската публика, ќе биде прикажан на специјализираниот фестивал за кратки филмови Нита Short Film Festival во Литванија. Потоа следат фестивалите во Порто, Малта, Гоа, Индија. Пошто премиерно ќе биде прикажан пред битолската публика на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Филмот 48 е приказна за млад свештеник кој својот живот го има посветено на црквата, давајќи завет за целибат. Неговиот концепт на живот комплетно се менува откако на 48 часа пред крајот на светот тој решава да му подлегне на искушението кое дотогаш го дефинирало како личност. Главната улога во филмот ја толкува Димитрија Доксевски, заедно со Горан Стојановски и Сара Климоска. Филмот се снимаше минатата година во Скопје. Новата книга, насловена во вортексот на остварените желби, од креаторката на позитивната енергија Ана Бучевиќ, од 1 септември ќе се најде во продажба. Оваа книга ќе ви помогне да откриете техники со чија помош ќе привлечете среќа и изобилство. Издавачката куќа Антолок од Скопје најавува дека наскоро излегува од печат и втората книга на Ана Бучевиќ во вортексот на остварените желби. Книгата од 1 септември ќе биде во продажба во книжарницата на Антолок и во електронската книжарница на Антолок МК. Преводот на македонски е на Марија Саревска Тодоровска.
Книгата во вортексот на остварените желби. Креирајте сопствената стварност со помош на законот на привлекувањето и станете сведок на чудата во својот живот. Ке ви помогне да откриете техники со чија помош ќе привлечете среќа и изобилство. Вортексот, за кој Ана Бучевиќ пишува и зборува толку често, е витална енергија во кој се наоѓаат сите желби и соништа на една личност. Авторката им порачува на читателите дека се на овој свет за да бидат срекни, задоволни и исполнети, а емоциите се тие што им кажуваат дали се наоѓаат на добриот пат или не го привлекуваат она што го посакуваат. Врз основа на своето животно искуство и на многобројните работилници што ги одржала во оваа тема, Бучевиќ на читателите им нуди методи и одговори како да ја креираат својата стварност. На крајот на книгата се наоѓаат и сведоштва на луѓе што зборуваат за тоа како законот на привлекувањето действува на нивните животи. Општина Карпош е општина со значителен број засадени цвеќиња како покрај булеварите, така и на сите парковски површини кои се на нејзина територија. Вкупно 60.000 цвеќиња од 3 вида ги красат површините на оваа скопска општина. Карпош е општина со најмногу цвеќе по булеварите. Моментално работиме на булеварот Партизански одреди, на потегот од улицата Рузвелтова па до мостот Обединети нации, од двете страни, од левата и од десната страна на Партизанска по жардинјерите. Засадуваме 60.000 садници од 3 типа, значи садиме тагетис еректа или кај народот познато джунджуле, колеусот или копривката и бегонијата или бомбончето. Има и други делови од општината, да речем целата општина ќе биде покриена со нови садници. Каде се работи или каде веќе е завршено? Па веќе дел од плоштадите и парковите во општина Карпуш ги имаме завршено. Значи првен платото Карпуш 3 кај фонтаната Каршитинекс. Таму веќе имаме засадено од прилика околу 4.500 садници. Исто од типот на тагетес, колеус и бегонија. Го имаме завршено плоштадо Делфина во Влае. Таму имаме засадено 4.500 садници. Од типот на салвија или жарчето и тагетес еректа или джунджуле. Кружниот тек го имаме завршено со засадување на 2.500 садници од типот на салвија. И новиот плоштад што го отворивме карши студентскиот дом Гоце Делчев и таму направивме обнова на цветниот расад, засадивме 3.500 садници од типот на бегонија. Би требало наскоро да бидат засадени и скверовите на Трнодол и Жданец и шпанските скали што лани ги отворивме. Летото и високите температури се неизбежни, претпоставувам дека и за тоа имате соодветно решение за да не бидат уништени овие насади. Да, општина Карпуш се труди што може почесто и поредовно да вршиме наводнување и освежување на цвеќињата. Населението гледа дека се трудиме и би ги замолила и нив, ако се во можност и тие да ни излезат во пресред, да ни помогнат во овие пеколни горештини, да успееме да го одржиме цвеќето, затоа што сепак тоа зеленило и разубавување на општината го правиме за. Во последно време туризмот е во пораст, а тоа се должи на олеснувањата да се патува на секаде низ светот. Првото место за најпосетени места од страна на туристите го зазема Ватикан. Кога станува збор за Македонија, според статистичките податоци, во првата половина од оваа година се забележува пораст на туристи во однос на минатата година. Ватикан е најпосетеното место од страна на туристите. Генерално кажано, туризмот е во пораст. Се поголем број луѓе одат во странство и стана се полесно да се патува на секаде низ светот. Користејќи податоци од Светска банка, Инди 100 успеа да направи туристичка мапа од светот според бројот на туристички пристигнувања во една земја. Ватикан е местото што луѓето најмногу го посетуваат. Кога станува збор за Македонија, во периодот јануари до јуни 2017 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 12,6%. И тоа кај домашните туристи има зголемување за 11,4%, а кај странските има зголемување за 13,1%. Во периодот јануари-јуни 2017 година,
Во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 12,5%, и тоа кај домашните туристи има зголемување за 9,7%, а кај странските има зголемување за 14,3%. Традиционално, како и секоја година, денес верниците го прославуваат празникот Голема Богородица. За подостоинствено одбележување на успението на Пресвета Богородица, на овој празник му претходи двонеделен пост. Во продолжение следува прилог посветен токму на денешниот празник. Денес се прославува еден од најголемите христијански празници Успение или Воскресение на Пресвета Богородица, меѓу народот познат како Голема Богородица. Успение на Пресвета Богородица е голем христијански празник кај православните, католиците и протестантите, посветен на смртта на Марија, мајката на Исус Христос. Христијаните веруваат дека, како Исус, и Богородица по смртта воскреснала и заминала на небото, како со душата, така и со телото. Оттаму и називот Успение, што значи искачување. Символиката на овој голем празник е да не се плашиме од смртта, бидејќи таа е само премин од еден живот во друг. Народот верува дека Богородица е заштитничка на леунките и на жените и им помага при породувањето. Исто така и жените кои немаат деца веруваат дека со милост на Света Богородица ќе добијат рожба, поради што ги посетуваат незините цркви, изведуваат некои обичаи, се молат и принесуваат дарови. Телото на Богородица било положено на гробот на Гестиманската градина и врз отворот бил ставен голем камен. 3 дена апостолите пееле псалми, а од воздухот се слушало пеење на ангелите. Третиот ден по погребот пристигнал апостолот Тома, кој сакал да го отворат гробот за да се поклони пред телото на Богородица. Апостолите му исполниле желбата, го отвориле гробот, но на општо изненадување телото не било внатре. Имало само некои погребни платна, од кои се ширел пријатен мирис. Тогаш се јавила Богородица и им соопштила дека на третиот ден по погребот Исус ја воскреснал кревајќи ја на небото. Празникот Успение на Пресвета Богородица меѓу народот е познат како Голема Богородица и се празнува на 28 август или 15 август по стариот календар. За подостоинствено одбележување на овој празник му претходни двонеделен пост, што започнува на 14 август, односно на празникот Свети Седум маченици и Макавејски. До крајот на месецов ќе се задржи претежно стабилно време со посвежи утра, а утре ќе има известно зголемување на облачноста со услови за локален краткотраен дожд. МТМ Метео го гледаме во продолжение. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатна вечер.